13 јуни оваа година Израел го нападна Иран, правдајќи го таквиот потек дека производството на нуклеарно оружје на Иран е безбедносна закана за Израел. 12-дневниот конфликт меѓу Израел и Иран избувна на 13 јуни откако Израел започна воздушни напади врз ирански воени, нуклеарни и цивилни објекти, при што се убиени најмалку 606 лица, а 5332 лица се повредени, според податоците на Иранското министерство за здравство. Техеран започна одмаздички напади со ракети и беспилотни летала врз Израел, при што се убиени најмалку 29 лица, а ранети беа повеќе од 3400, според бројките објавени од Еврејскиот универзитет во Куц. Конфликтот беше запрен со прекин на огнот под покровителство на САД, кој стапи на сила на 24 јуни. Јас сум Адмир Фазлагиќ, а вие ја слушате новата епизода на подкастот на ТРТ Балкан на македонски јазик. Нуклеарното оружје повторно се врати во фокусот по интензивирањето на израелско-иранскиот конфликт. Израелските воздушни напади врз Иран доведоа до повици за регионална деескалација и нуклеарно разоружување. Израел, кој се смета за единствена нуклеарна сила на Блискиот Исток, го нападна Иран токму во моментот кога се интензивираа преговорите за иранската нуклеарна програма. Техеран долго време тврди дека неговата програма е исклучиво за цивилни цели. Што е нуклеарно оружје? Според Обединетите нации, нуклеарното оружје е најопасното оружје што постои на земјата. Станува збор за исклучително моќни експлозиви, чие детонирање може да предизвика масовно уништување и долготрајни последици по животната средина. Нуклеарното оружје ја црпи својата енергија од нуклеарни реакции. Фисија, односно атомски бомби, или фузија, хидрогенски бомби, при што се користат клучните елементи како плотинум 239 и ураниум 235. Нуклеарната експлозија ослободува толку интензивно топлотно зрачење, што се во непосредна близина на епицентарот може буквално да испари. Само една нуклеарна боева глава може да усмрти стотици илјади луѓе, според податоците на меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје, добитничка на Нобеловата награда за мир. Нуклеарното оружје е најопасното оружје на земјата. Може да уништи цел град, потенцијално да убие милиони и долгорочно да го загрози природниот амбиент и животите на идните генерации. Самото негово постоење представува вистинска закана. Се наведува од Канцеларијата за разоружување на Обединетите нации. Колку нуклеарно оружје постои во светот? Нуклеарни бомби се користени во војна само 2 пати, кога Соединетите Американски држави ги бомбардираа јапонските градови Хирошима и Нагасаки во 1945 година. Најблиску што светот некогаш бил до целосна нуклеарна војна било во 1961 година, по конфликтот меѓу САД и Советскиот сојуз. Од тогаш, земите генерално се согласуваат дека ширењето на нуклеарното оружје е сериозен проблем. Според меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје, современите помали нуклеарни бомби имаат разорна моќ и до 20 пати поголема од онаа што ја уништи Хирошима. Таа бомба уби околу 150.000 луѓе во првите месеци по детонацијата. Нуклеарното оружје големите сили се уште го сметаат за крајна линија на одбраната. Поседувањето на такво оружје се гледа како средство за одвраќање, бидејќи постои страв дека евентуален конфликт би довел до уништување и на напаѓачот и на бранителот. Според податоците на Канцеларијата на Обединетите нации за разоружување, денес во светот наводно постојат помеѓу 12.000 и 13.400 парчиња нуклеарно оружје, а досега се изведени повеќе од 2000 нуклеарни тестирања. Кои држави поседуваат нуклеарно оружје? Моментално 9 земји во светот поседуваат нуклеарно оружје. И тоа: Русија има 5459 боеви глави, додека Соединетите Американски држави 5117, Кина 600, Франција 290, Обединетото кралство 225, Пакистан 170, Индија 180, Израел 90 и Северна Кореја 50. Според Федерацијата на американските научници, овие земји на почетокот на 2025 година заедно поседувале околу 12.241 боева глава, при што САД и Русија заедно имаат околу 87% од вкупниот број нуклеарен арсенал.
Повеќето земји што поседуваат нуклеарно оружје не објавуваат точни податоци за големината и составот на своите залихи. Сепак, вкупниот светски нуклеарен арсенал се намалува од врвот од околу 70.000 боеви глави за време на студената војна. Но какви напори се направени за елиминација на нуклеарното оружје? Обединетите нации со години се обидуваат да го спроведат процесот на разоружување, но без поголем успех. Сепак, воспоставени се низа меѓународни договори со цел да се спречи ширењето и тестирањето на нуклеарното оружје. Еден од клучните документи е договорот за неширење на нуклеарно оружје, чија цел е да спречи ширење на нуклеарно оружје и да поттикне разоружување. Се смета за основа на глобалниот режим за неширење и содржи механизми за надзор и верификација, кој ги спроведува Меѓународната агенција за атомска енергија. Договорот, кој беше отворен за подпишување во 1968 година, стапи на сила 2 години подоцна. До сега го подпишале 191 држава членка, обврзувајќи се да се придржуваат до него. Меѓутоа, некои од државите што поседуваат нуклеарно оружје не го подпишале договорот. Израел, Индија и Пакистан. Додека Северна Кореја, која претходно го подпиша, се повлече во 2003 година. Од друга страна, 5 нуклеарни сили што се подписнички се Соединетите држави, Русија, Кина, Франција и Обединетото кралство. Развојот и одржувањето на нуклеарниот арсенал се исклучително скапи. Според меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје, земјите што поседуваат нуклеарно оружје трошат околу 225 милиони американски долари дневно за нуклеарните сили. Критичарите тврдат дека тие средства би можеле да се искористат за подобрување на квалитетот на животот на луѓето ширум светот. Тоа беше се за оваа епизода на Балканкаст. До следниот пат останете информирани и следете ги содржините на дигиталниот канал на ТРТ Балкан на македонски јазик. Ви благодариме на вниманието.